Сакам да упатам голема благодарност до библиотеката во Струмица, која е организатор на ова денешно советување, на големата поддршка на општина Струмица, со која што подпишавме меморандум за соработка и веќе повторпат организираме советување во правец на професионален развој на кадрот во културата и образованието. И токму затоа имам чест и задоволство да ги поздравам и советниците од општина Струмица кои што се денеска со нас и да ја поканам да ни се обрати господја Наташа Еленова, која што е председател на Комисијата за образование, наука и спорт. Правилно има. Повелете, Наташа. Почитувани присутни, денеска имам чест и задоволство да ви се обратам и да ве поздравам од името на општина Струмица и Советот на општина Струмица, како и од моје лично име, како председател на Комисијата за култура, образование и спорт при Советот на општина Струмица. И да изразам особено задоволство што во нашиот град се организира и реализира советување за библиотекарите на државно ниво на тема Библиотеката темел на писменоста. Сакам да ви посакам топло добре дојде во нашиот град и да ви посакам успешна работа во мисијата библиотеките да бидат вистински предизвик и инспирација за секој човек, за секоја личност, а особено за најмладите, за нашата иднина, затоа што библиотеката представува храм на писменоста, мудроста и убавиот пишен збор. Ова советување во правец на професионалниот развој на вработените во образованието и културата е второ поред кое се организира во нашиот град благодарение на меморандумот за соработка подпишан од страна на општина Струмица со најстарата и најголемата издавачка куќа во нашата држава Просветно дело, препознатлива по својата богата издавачка традиција, висок квалитет и стремеж кон повисоки цели и стандарди во создавањето на литературата за деца и возрастни. Просветно дело и редакцијата Детска радост, познати по објавувањето на првиот буквар на македонски јазик и на првите списанија за деца Росица, Другарче, Развигор и Наш свет, по далечната 1945 година имаат историска и втемелувачка улога во градењето на македонската писменост, наука и култура. Успешно градејќи традиција од 74 години базирана на високи стандарди во издаваштвото и секогаш во чекор на современиот читател, наставник, а особено во чекор на современото дете. Денес во рамките на литературната манифестација Средби под јаворите, Видое Подгорец, посветена на нашиот вонвременски роднокраен писател, поет и голем пријател на децата Видое Подгорец, имаме за цел заедно да го пронајдеме патот до најмладата популација и да потенцираме дека библиотеките се патокас кон иднината на секое општество кое се стреми кон високи етички и уметнички стандарди во областа на културата, науката и образованието. Затоа, упатувам голема благодарност до Просветно дело Скопје и Градската библиотека Благо Јанков Мучето од Струмица за оваа иницијатива и безрезервна поддршка во едукацијата и професионалниот развој на кадрот кој работи во универзитетските, локалните и училишните библиотеки во правец на развивање на љубовта кон книгата, читањето и творењето. Ви посакувам успешна работа и голем број на членови во вашите библиотеки, особено во детските оделенија, кои представуваат расадник на возрастна читателска публика, наоѓајќи ја љубовта кон книгата и читањето. Ви благодарам на вниманието. Благодарам господја Наташа Еленова. Сега ќе ја поканам директорката на Струмичката библиотека, која што за мене има посебно значење, бидејќи јас потекнувам од Струмица. Моето име е Ксенија Маказлиева Трајчева, а ќе ви се обрати Тања Кошева. Победите. Добар ден, почитувани. Пред да почнам да ве поздравам, јас би сакала сите да станеме и да му дадеме едноминутно молчење на нашиот роднокраен автор, писател за деца Видое Подгорец. Нека му е вечна слава.
почитувани советници, почитувани представници од педагошкиот факултет, почитувани представници од просветно дело, почитувани гости, библиотекари, почитувани представници од општина Струмица. Добродојдовте на литературната манифестација Средби под јаворите, Видое Подгорец, на еднодневно советување на тема Библиотека, темел на писменоста, во организација на локалната установа Библиотека Благо Јанков Мучето од Струмица и соработката, иницијативата на издавачката куќа Просветно дело од Скопје. Библиотеката Благо Јанков Мучето од Струмица е формирана далечната 1946 година, кога биле направени првите организирани чекори во Струмичкиот регион. Тогаш библиотечниот фонд изнесувал скромни 2500 книги и уште поскромни 40 до 60 редовни читатели. Од тогаш наваму, библиотекарството во Струмица бележи постојан подем, а библиотеката во 1952 година прераснува во буџетска установа. Оваа најстара културна институција во општината во 1961 година наваму целокупниот книжен фонд го обработува според меѓународна децимална класификација. Од 1978 година е сместена во собствен објект и со површина од 600 метри квадратни, 2006 година делумно реновирана од страна на UNDP и општина Струмица. Во склоп на локална установа Библиотека Благо Јанков Мучето од Струмица се и двете подрачни библиотеки во населените места Муртино и Василево. Истите се сместени во домовите на културата. Покрај позајмувањето на книги, нашите читатели може да користат и низа други услови и поволности како што се интернетот, современата климатизирана читална, детско каче со игротека, фотокопир, прожектор, DVD плеер и слично. Библиотеката поседува околу 750 зачувани стари и ретки книги кои датираат од 19 век. Во обновените простори, библиотеката нуди извонредни можности за литературни читања, промоции, поетска средба и слични манифестации за афирмирање и популаризирање на книгата. Денес, после 73 години од постоење на Струмичката библиотека, во библиотеката во моментот се вработени 14 вработени, прекрасни библиотекари кои навистина целосно се предаваат во интерес на корисникот, на секој оној што ќе дојде да ја посети нашата библиотека. Членство над 3000 читатели, книжен фонд 150.000 монографски публикации, во моментот се работи на ревизија и тоа на лектирни изданија, белетристика, општи и стручни енциклопедии, лексикони, речници, годишници, водичи и слично. Со обновените простори и со новата современа опрема, интенцијата ни е библиотеката да прирасне во институција од современ карактер, што ќе нуди уште поголеми информации за од сите сфери на современото живење. Главна цел на библиотеката е организирање и искористување на целиот потенцијал, организација и професионален развој на библиотечниот кадар, кој е флексибилен и способен за брзо преструктурирање во согласност со можностите, потребите и барањата на времето, а за реализација на овие цели се превземаат и следните активности. Стимулација на корисникот да користат библиотечен материјал преку набавка на нови наслови, автоматизација на процеси, соодветна обука на библиотечниот кадар. Нашето мото е современа виртуелна библиотека во современо општество за современа личност. И тука, пред се, ширење на културата и образованието, трајно задоволување на културата и потребите на граѓаните, научно-истражувачка работа, издавачка дејност, развој на образованието, културата, науката и други дејности. Просториите во библиотеката се простор за информирање во одел за позајмување на книги за возрастни и деца, простор за изложби, простор за дневен печат, одел за библиотечни процеси, одел за простор за роднокрајен одел за странска литература, одел за популаризација на книга, одел за возрастни и деца во оделот во самата библиотека, магазински простор, одел за комплетирање на библиотечен материјал, одел за прием и техничка заштита, стручна обработка
и сега во најново време пред се дигитализација, микрофилмување, простор за административна, финансиска и технички работи. Јас навистина со целосна и морална одговорност тврдам дека секој библиотекар кој се наоѓа во нашата библиотека е спремен да ги понуди сите оние можности за информација и да ги задоволи потребите на секој оној што ќе влезе во библиотеката. Затоа, основните задачи се унапредување на библиотекарството, постојано збогатување на книжниот фонд и периодични изданија, збогатување на научно-истражувачката работа, издавачката дејност. Тука можеме да се пофалиме дека минатите 5 години библиотеката се појави 74 пати како издавач на наши роднокрајни автори. Автоматизацијата КОБИС, пребарувањето, што поголем број корисници и библиотечни фондови. И едно ќе кажам, и јас сум сигурна дека и нашата професорка тоа ќе го потврди, пошто и она знае дека ние поседуваме преку 750 книги од крајот на 19 и почетокот на 20 век. Тоа е од големо значење за нашиот град, за нас како луѓе кои имат можност да ја посетат библиотеката и да ги прелистат сите оние наслови на стари и ретки книги кои се наоѓаат во нашата библиотека. Библиотеката како издавач на роднокрајни автори е доказ за писменоста и традицијата на читање во библиотеката. И морам да повторам уште еднаш. Видој Подгорец, нашиот роднокрајен автор за деца и возрастни, на 8 јуни 2019 би имал 85 години од неговото раѓање. И на крајот ќе прашам, а каде научи да чита Ксенија? Каде започна да зборува и да пишува? Одговорот е доставен до Ксенија. Ви благодарам многу. Научев да пишувам и да зборувам во малата библиотека во детското оделение. Сите што се од Струмица се сеќавате, таа беше кај малиот парк горе, подоцна се преселија во паркот, таму работеше мојата мајка, Павлина Тунева Маказлиева. Многумина се уште ја зборуваат како библиотекар кој што имаше 3000 деца читатели во тоа време. Сега слушнавме дека 3000 се вкупно читатели во библиотеката. Со намера да го вратиме тој тренд, манифестацијата Средби под јаворите од оваа година во соработка со библиотеката во Струмица ќе воведе награда или признание најдобар библиотекар за деца, кој што ќе го носи името токму на мојата мајка Павлина Тунева Маказлиева. Сега имам чест и задоволство од името на манифестацијата на директорот Тања Гошева да ја предадам една благодарница за особен придонес во развојот на библиотечната дејност, а свечената плакета која што ќе биде наменета токму за библиотеката и ќе го носи името Павлина Тунева Маказлиева ќе биде доделена утре на свеченото отварање на манифестацијата во 19:30 на кое што сите сте поканети. Тања, повеле. Благодарам. Навистина, Павлина не ја знам, меѓутоа слушала за Павлина и далечната 2003 година дојде едно девојче во библиотеката, вика сакам да ве запознам, слушнав дека има директорка која била многу слична како мојата мајка. Дојдов вика да ве запознам и од тогаш трае нашата соработа со Ксенија и сметам дека навистина се гордеам со тоа што нели она живее сепак во Скопје, меѓутоа контактите и успешноста незина е видлива. Благодарам Ксенија многу. Ете, по ова емотивно подсетување, ние се навраќаме на она што е денеска нашата цел. Значи, ова советување е во организација со Педагошкиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје при УКИ, од каде што ни доаѓаат професорите, професор доктор Мито Спасевски и професор доктор Виолета Мартиновска. Гостин предавач ќе ни биде професорот од Штипскиот универзитет Гоце Делчев од Факултетот за образовни науки, професор доктор Кирил Барбареев. Па да почнеме со ред. Професор Мартиновска, повелете. Укажана ми е голема чест и изразувам едно благопријатно задоволство за оваа наша денешна средба. Со повеќе имена од вас овде се познаваме, сме имали една успешна и плодна соработка со тие со кои што не сме, ова е можност за еден разговор, за една беседа,
за едно продлабочување на професијата библиотекар, за кое што сите ние сме задолжени како мисионери да за кое што сите сме задолжени како мисионери всушност да ја облагородуваме и да се движиме кон оние повозвишени цели. Моето обраќање денес ќе биде од една стручна област со која што се занимавам. Тоа е средновековна книжевност, пергаментите и всушност ракописите. Ракописите во нивната оригинална форма. Говорам за читање на старословенски јазик, посебно со на особено задоволство пергаментни ракописи, тоа се најстарите ракописи. Би започнала со за вас повеќе имена позната реченица "Искони бија слово". Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше Слово. Тоа е почетниот текст од Новиот Завет, од Евангелието на според Свети Јован. Тоа значи дека моќта на Словото е навистина моќно и тежеста на она што е напишано или изглаголено, искажано слово исто така моќно. Пергаментот како моќен материјал, кој што се употребува уште од почетоците на појавата на словенската писменост на првите две азбуки, глаголицата, првото словенско писмо. Ќе морам да започнам од почетоците, бидејќи нели секоја култура, секој народ, секоја традиција имаат своји почетоци, своји корени. Ние за среќа значи ги имаме и сме срекни што е тоа така. Така што значи некои податоци ќе ви бидат се разбира општо познати. Пергаментот како материјал за пишување, значи говорам за далечниот 9 и 10 век, бил во особена употреба, бидејќи тој се уште кога вие на пример сега ќе земете во рака ракописи кои што се зачувани, не мора да бидат од 10 век, тоа се најстарите, затоа малку подоцна ќе проговорам. Туку ракопис нека биде од 14-тиот, од 15-тиот или од подоснежен период од 16-тиот век, пишува на пергамент. Се разбира дека тоа се стари ракописи, се гледа дека имаат патина, архаичност во нив. Меѓутоа се уште имаат она свежест на боите, свежеста на мастилото и така натаму. Што всушност сакам да кажам? Дека употребата и изборот на материјалот не бил случаен. Значи пергаментот е доста долг и отпорен на разни непогоди на време траење и доста долг за употреба. Значи еден ракопис пишува на пергамент од 9 и од 10 век, тоа се најстарите зачувани во светски рамки, се уште значи се во употреба. Се добива од утробата најчесто на неродено јагне и потоа таа има еден процес нели како понатаму се прави во форма нели на форма на четириаголник нели да личи тоа убаво за пишување и била во оној период мощен скап материјал за обработка. Глаголицата со посебен нагласок оваа година, бидејќи се слави, имаме јубилејна година, ова 2019 година јубилејна, бидејќи е 1150 години од смртта на Свети Кирил философ, авторот на глаголицата, лингвист, теолог, беседник и пред се библиотекар. Значи уште во на време во 9 век ја имал таа престижна титула да биде библиотекар дели на престижната Цариградска школа. Тогаш се уште се употребува значи оној термин школа. Потоа, за појавата на кирилицата не би зборувала многу. Глаголицата можеби ќе ви биде вака многу интересно, затоа што таа е хит, затоа што е тренд, да кажеме во Хрватска, веројатно сте запознати или знаете, дека втората азбука е на глаголица, се менуваат имињата на улиците на глаголица, се пишуваат разни мајци, трендови, сите оние модерни работи нели на глаголица. А знаете ли зошто? Само со единствена причина, бидејќи дури до 19 век таа била во употреба. Значи во приморските краишта тоа се оние пишувачи или препишувачи на ракописи кои што се нарекуваат глаголяши, а глаголицата создадена овде во Охридската книжевна школа. Охридската книжевна школа е првиот словенски универзитет, нели со сите научни дисциплини кои што се изучувале, да кажеме, во оној период, средновековен. Средновековната книжевност се разбира 90% во својата основна е црковна или теолошка. Не можело да биде поинако, бидејќи најобразованите луѓе тогаш биле нели свештените, духовните лица и препишувањето воопшто на ракописната традиција, препишувањето на најпотребните богослужбени книги како што е Светото писмо и сите оние потребни книги за литургијата, воопшто за службата, вечерна повечерија и така натаму, морале да се препишуваат. Така добиваме значи повеќе примероци нели на она што е најважно на Нов Завет, на часослов, на Минеи, на Триот,
она што е најнеопходно, да кажеме, за одржувањето на една богослужба. Тука почнува и развојот на книжевните средновековни форми. Она што е омилено четиво, да кажем, она што е лектира во средниот век е всушност житието. Житието на разните светители, посебно на светителите од 3 од 4 век, тоа е оној златен период на кападокиските отци и на светителите кои што страна на црквата од исток на православната црква се именувани како богослови или како учители, и таа била многу строга, многу ригорозна кога било во прашање термин кој што треба да се додели да се биде учител или богослов. Тоа се свети Јован Григорий Назијанзин, свети Васили Велики. Значи говорам за оној златен период 3-4 век кога всушност и основата нели на и символот на верата со разните собори и така натаму. Значи во таа смисла еден од профетите, еден од учителите, еден од богословите, еден од големите учители и просветители, да кажеме, за Свети Кирил философ, Константин, или подоцна кога се замонашува, и живејќи во монаштво 50 на дена, предвидувајќи својата смрт, станува, значи, Кирил, обично во православната традиција, има правило да кога се збогувате со овој телесен во наводници огревовен живот, нели облекувате монашката схима и се посветувате на оние небесни благородни пространства, тогаш го ставате тоа световно име. Значи Константин тогаш станува Кирил, а философ затоа што предава философија и тука е ненадмашен во мисиите, познато вие, тоа се учи во средните и во основните училишта, нели хазарската, арапската, сараценската, и за нас најважната моравска мисија, нели во 863 година, која што знаеме како завршува и како потоа се придвижуваат нештата. Значи црковната литература била за потребите на богослужбата и за христијанизацијата на населението. Сосема еден мал дел од оваа средновековна книжевност, не повеќе од 10%, е така наречена од денешен наш агол или аспект нецрковна или неканонска, тоа е таа така наречена апокривна книжевност. Терминот апокрив потекнува од грчкиот збор апокрифос, што би го превеле како таен, сокриен. Професорката по Богословски факултет по богословија може да ме коригира ако грешам, и би сакала да ме скоригира, нели, како стручно лице по теологија. Што се случило? Значи, паралелно со оваа црковна средновековна книжевност, таа си има свој континуитет и таа си трае се до 19 век, до појавата на просветителството на Јоаким Крчовски и Јован Хаджи Константинов Джинотец, оние неколкумина плејадни пиедестални автори од 19 век, кои што еднаш ги собира оние малецки парички оставани во црквите, нели, за да ги отпечатат своите изданија, Огледало, Митарства, Чудата на Пресвета Богородица во Будим, некаде 1816-19, почетокот на 19 век. Но, паралелно, значи, со оваа црковна теолошка литература се развива и таа неканонска литература. Ги потенцирам овие аспекти кои што сметам дека се можеби вака во моментов малку повеќе популарни или можеби не баш доволно проучени и недоволно познати. Во таа смисла, значи, апокривната литература станува еден вид на белетристика. Значи, ако во средновековниот период, ние говориме за еден продолжен средновековен период, од 9 до 15, ама не само до 15, од 15 до 18 век, исто така продолжува таа средновековна книжевност, до почетокот на 19 век или со појавата на природбата. Но, паралелно на тоа, да не речем во спротивност, во една модерен термин опозиција на средновековната книжевност, се појавува, значи, апокривната книжевност, која што станува белетристика за она што е тајно, забрането и недозволено. Зошто? Па, веројатно, во општата психологија и на детето и на човекот е да биде љубопитен кон се она што е забрането и тајно и да дзирне во тие тајни двери, сфери на она што таа книжевност го забранува. Тоа се покривни текстови кои што сепак во својата основа се црковни, меѓутоа имаат своја надоградба, имаат своја верзија. Значи, црковниот текст, во црковниот текст генерално немаат отстапување. Значи, Светото писмо е Свето писмо, тоа, значи, е преведено на старословенски, подоснали со редакциите на црковнословенски јазик и другите редакции кои што следуваат, но вие тука не можете да правите никакви отстапки. А во апокривните текстови, значи, пишувате за и вие имате еден средновековен момент, имате црковен момент, но стануваат еден слободолюбен автор како што се денешните современи автори, меѓутоа користите
аспекти кои што би биле атрактивни, да кажеме, за тој период. И затоа подимињата на тие многу умешно се снашле во тие времења, во тие векови, значи ние разговараме во средновековна книжевност не во години, туку во векови, за да влезат во составот на и да се читаат на литургиите, во црквите така натаму, се подпишувале, говорам значи за апокривните текстови, за тие што биле недозволени од страна на црквата, се подпишувале со имињата на големите црковни отци. Свети Јован Златоуст, еден познат, нели, голем оратор, беседник, и самиот термин ви кажува самото име Свети Јован Златоуст. Свети Василий Велики исто така, значи повторно говорам за тој 3-4 век, така што почнале да се шират тие како четиво, ако лектира меѓу населението, почнувале да влегуваат и во суставот некаде во проповета на богослужбата или во, да кажам, оно дел кога ќе се заврши литургијата, нели има еден дел проповед, па свештеното лице, значи владика, свештеник, монах, треба да проговори, еве денес е убав празник, нели, Вознесение Христово, 50 дена од Великден, за значењето, да кажеме, на тој празник, ако е голем празник, за значењето на некаков одреден светител и така натаму. Така што така почнува оне мал дел кој што е нецрковен, значи неканонски, непризнат од страната на црквата, сепак има и такви текстови. Јас ги проучував тие текстови, еден од најпобогатите зборници, и веројатно сте чуле Тиквешкиот зборник од 16 век, тој се чува во Народната библиотека Кирил и Методи во Софија од 16 век, и таму имате едно мноштво, една цела епизода на такви апокривни средновековни текстови, и уште еден зборник, тој е малку помалку познат, да не речам речиси непознат, Поп Драголев зборник од 13 век, тој се чува во Народната библиотека во Белград, потекну на пергамент е пишуван, потекнува од 13 век и е многу тежок за читање, воопшто за работа, бидејќи во текот на Втората светска војна знаете дека Белградската библиотека е бомбардирана и голем дел од ракописите се уништени и изгорени, меѓутоа за среќа Поп Драголевиот зборник е почнал, значи веќе е опожарен, меѓутоа како што горел некако, не знам од кои причини, успеале да го спасат. Сега тоа е уште така како пергамент поцрнет, потемнет, меѓутоа можеме да го дешифрираме и сме дешифрирале добар дел од, да кажеме, оваа литература. Зошто го кажувам ова? Затоа што предизвикот да се работи само со оригинали, не со копии, не со факсимили, тоа е нешто друго, тоа е за популарна употреба, така натаму е голем предизвик, и така можете да откриете многу недостатоци, можете да откриете многу интересни нешта и слично. Јас споменав Охридската книжевна школа со пиедесталниот представник на Свети Климент Охридски, кој што е родоначалник, ова сакам да го потенцирам, посебно за помладата популација, кој што тоа го знаеме, уште еднаш да се потсетиме и да потврдиме дека е родоначалник на жанрот слово, ама жанрот слово во словенската книжевност. Значи, жанрот слово си постоел во старогрчката и во грчката литература. Меѓутоа, Свети Климент Охридски го облагородува и го адаптира во словенската книжевност, односно во старословенската книжевност, и всушност сите тие негови беседи кои што тој ги говорел од амвонот или на храмот, веројатно ги запишувал, и така ги добиваме тие слова. Слово за Великден, слово за Божик, слово за Вознесение, слово за Свети Лазар, слово за Марта, слово за Исус, слово за сите тие поголеми, па и помали празници благодарение на него. А популарноста на Свети Климентовите слова е толку голема што се шират дури до Русија. И тие се уште актуелни, значи таму и се читале и се препишувале, бидејќи имаме докази, значи во науката без докази, без факти не можеме ништо да говориме, дека имаме ширење и распространување на тие слова, кои што биле доста распространети, да кажеме, на Свети Климент Охридски. Веројатно претпоставувате како се дешифрира, сега да променам малку на овој еден општ аспект и можеби општ вовед во таа средновековна книжевност. Јас што сакам за ова кратко време повеќе да кажам, се надевам дека сум јасна и дека нема да ве збунам, нели. Свети Климент Охридски ги пишува тие слова, баш е така тој жанр посебен слова. Меѓутоа, исто така во науката немаме секојдневно или често пронаоѓање на нови ракописи или на нови преписи од оваа средновековна книжевност, од едноставна причина, затоа што таа е веќе затворена, значи таа средновековна книжевност е завршена, немаме популација на нова литература, нели? Таа завршува веќе со периодот на просветителството, иако просветителството кој ќе ги читате митарствата, кој ќе ги читате чудата на Пресвета Богородица, гледате дека всушност тој јазик кога првпат ќе почнете да го читате е малку тежок за читање. Од едноставна причина затоа што во него има присуство на голем број на изми.
словенизми, нели тие така се нарекуваат, црковнословенизми, русизми, бугаризми, локални термини, локални зборчиња, да кажеме, од дијалектот, бидејќи немате кодифициран јазик. Така што сепак е тоа едно наше богатство и со тоа продолжува традицијата на средновековната книжевност преку првите дела. Ние досниме 4 века зад хуманизмот и ренесансата во Италија, ама 4 веќе кај да е ке фатиме некаков приклучок, нели, со. Така што јас особено сум горда на тие први почетоци, бидејќи навистина од нота на душата и срцето ги правеле со многу заложби, со многу љубов, со многу посветено, со многу благодарност. Можете да замислите, директорката со права кажа таа бројка. Значи ние пред 12 години, 2007 година овде има проект, па ги истражувавме тие ретки старопечатени книги. Бројката е точна. Можете да ги видите, значи со на калиграфија колку внимание се посветувало на корицата на книгите. Тоа малку сега ќе ви проговорам и за ракописите, бидејќи не е тоа само обично издание. Значи, какви символи да се употребуваат, а ништо не е случајно во средновековната книжевност, затоа што се е код и се е символ. Значи, креативноста на авторот секако дека е присутна, меѓутоа таа е сведена на минимум и да е креативност, секако дека е креативност, меѓутоа е поврзана со христијанските символи, со она што треба да го означува, да кажеме, периодот на една книга. Темата за ракописите. Значи, оригиналните ракописи, предпоставувам, интересира кој е најстариот ракопис воопшто во светот зачуван денес, каде што можеме сите да го видиме. За среќа тоа е нели еден глаголски ракопис, пишуван на глаголица. Постојат два вида на глаголица, аглеста и обла. Кај нас во Македонија се употребува облата глаголица. Тоа е, знаете зошто? Заради формата на буквите. Дали биле малку зоблени или се употребуваат оние покоси елементи, агли да не кажам. И така натаму, меѓутоа добра глаголица е глаголица. Тоа е Самановото Евангелие од 10 век, од крајот на 10 и почетокот на 11 век, кој што се чува во Ватиканската библиотека под број 3. Го пронашол Јосиф Асемани во средината на 19-тиот век, 1876 година. Јосиф Асемани е главен библиотекар главен од маротинско потекло на Ватиканската библиотека, меѓутоа е пронајден, го пронашол во Ерусалим и сега во негова чест, значи ова Евангелие го нарекуваме Асеманово, иако јас лично мислам дека тука треба една корекција јазична, за тоа лингвистите нека, ако ги има, сигурно ги има овде, нека помогнат. Ако е презимето Асемани, тогаш би требало да биде Асемани, ево, ама во науката е познато Асеманово, не е тоа толку страшно. Знаете зошто овие најчесто се тоа четворо Евангелие, бидејќи ги има многу како жанр. Значи највисокиот процент на употреба на средновековен жанр во средновековната книжевност е всушност Евангелието. И тоа посебно Новиот Завет. Нели знаете дека Светото писмо или Библијата се поделени на два дела, на Стар Завет, нели, и на Нов Завет со оние 27 книги. Меѓутоа за потребите, особено нели на овие простори воопшто на христијанството, многу често бил препишуван Новиот Завет, и затоа и од Новиот Завет ги имаме уште по детална поделова. Значи говорам за четврите евангелисти Матеј, Марко, Лука, Јован, имиња кои што многу ме радува, гледам дека сега дечињата, бебињата, нели, оние кои што се радост и светлина на светот ги носат тие библиски новозаветни имиња. Значи говорам за постариот период. Значи во старите цркви, кога ќе влезете, нема секаде да сретнете сигнатура или надпис Свети Матеј, Свети Јован, Свети Лука. Некаде има, ама некаде нема. И секој ќе влезете во постара црква, како нема надпис, нема ништо. Еве нека биде некоја, да кажеме, од 14 век, така. Значи како ќе го дешифрирате, тоа како ќе знаете? Значи ако видите некаде во сводот, нели, на небесниот свод на 4 агли, тие се аглите на светот, нели, кои што се всушност парадигма за нашиот живот, ќе видите ангел на едната страна, на другата страна ќе видите лав, на другата страна ќе видите бик. И сега ќе помислите, малку чудно, нели, за средновековна црква, са животните се субави, секоја чест тие се, нели, од Бога дадени, меѓутоа тоа се символите на евангелистите. Значи секој од нив си има, Матеј си ангел, Марко е лав, тоа е од тежината, од експресијата на самиот текст. Значи тие ги пишуваат доживувањата Светото писмо за Исус, за неговото раѓање, за мисиите и така натаму, меѓутоа секој на различен начин тоа го пишува.
За овие текстови исто така има апокрифни текстови каде што се вели сега апокрифите имаат легендарен карактер, значи тие имаат историска основа, меѓутоа имаат и некаква хиперболизација во смисла дека кога треба да се пишува свештен текст, тогаш се вели тој идентично кај евангелистите дека во тој момент тие оглавуваат и онемуваат за да некој од небесата им го издиктира тој пресвет и пресвещ текст, потоа поминува да кажеме тој момент. Добро. Понатамо, она што сакам да кажам дека по Охридската книжевна школа навистина ја даде глаголицата и потоа и кирилското писмо. Значи тоа е едно задоволство, една придобивка на не само на словенските народи на целиот свет, туку воопшто и на целото човештво, бидејќи според мене секоја азбука, секоја цивилизација, секоја традиција е добре дојдена и всушност имаме едно реликвиарно светско богатство. Во тој контекст собратот, духовниот собрат, бидејќи во науката има некакве, доскоро имаше дилеми дали, намерно говорам за популарни фигури, ликови кои што нас не се тука познати и ни се потребни, Свети Климент и Свети Наум Охридски, имаше дилема дали Свети Климент и Свети Наум Охридски се духовни или се родени браќа, но чинам дека веќе е науката малку напредна и дека веќе имаме податоци и сознанија дека станува збор за духовни браќа, не за родени браќа. Што сакам да кажам? Значи Свети Наум Охридски цело време е заедно со Свети Климент Охридски. Свети Климент Охридски е една маркантна фронтална фигура, позната, доминантна. Свети Наум Охридски е еден молитвеник, значи духовник, монах, кој што во своето созрцание, во својата контемплација, во своето тихување, во својата преголема скромност е некаде во позадината, во сенка, говорам во однос на Свети Климент. Но не е можно да биде со Свети Климент, а да нема заложение. Тие монасите си имале заложение, значи секој според своите таланти, дарби, способности, некој ќе пишува, некој ќе препишува книги, некој ќе се занимава со украсувањето на книгите, односно со орнаменти. Свети Наум Охридски во последните неколку години се откриени неколку преписи од 13-тиот, 14-тиот и 15-тиот век, во кој што нема да ве заморувам многу околу тоа, меѓутоа како информација многу скапоцена и многу драгоцена, затоа што Свети Наум Охридски се открива како поет, како книжевник, кој што исто така пишувал и тоа како оригинален книжевник, откриен еден канон. И сега терминот канон исто така нели од тоа старогрчко потекло, ама не канон во онаа современа форма што ние го употребуваме, канон не знам марка на фотокопир или канон на марка на некој апарат, туку канон е една од најсложените, па јас би рекла и најсложена, најкомплицирана поетска форма на изразување, која што во акростихот сите знаете што е, нели, кога почетните букви во вертикален ред даваат некакво име, некаков термин или нешто слично, го потпишал своето име. Тоа е малку чудно и невообичаено за еден скромен, за еден посветен просветител како што е Свети Наум Охридски. Акростихот гласи сла, на старословенски се разбира, ќе ви го кажам потоа и превод, сла хвали нишчи наум. Нема дилеми дека станува збор за некој друг наум. Значи тука имаме стилски карактеристики, јазични карактеристики, потекло на преписите кои што ги имаме и така натаму. Терминот нишчи се уште се преведува, бидејќи тоа е многу важен термин, да кажеме, за оваа средновековна книжевност. Професорот Петар Илиевски посвети речиси цела една книга нели на оваа тематика. Можеме да го преведеме како смирено умен, можеби колешки смирено умен, грешен, понизен, нешто во таа смисла, нешто што е нели туѓо на овој наш 21 век, бидејќи тие никаде не ги запишувале своите имиња и вие кој ќе најдете некаков пергаментен текст, добро и на хартија, еве нека биде, немам чувство за време да ме помените. Никаде не се подпишувале со име и со презиме, бидејќи тоа е во 99% анонимна книжевност, затоа што знаеле дека нивните имиња се запишани во небесната Иерусалимска книга на животот, таа е многу поважна од оваа суетна овоземска и така натаму. Говорам со една средновековна психологија и философија и естетика, ве молам за разбирање, но специјално го потенцирам тој, верувам во тоа, бидејќи мислам дека на овој 21 век на суети, век на можеби говорам на светско генерално ниво, проблем на личноста, дека малку ни треба некакво облагородување. И да преминам на ракописите. Значи, како тоа, сигурно претходно започнав на реченица и тоа прашање, како се дешифрираат ракописите? Значи, наеднаш доаѓате до некаков единствен лист, пергамент. Сега ќе прашате како се наоѓаат тие пергаменти. Значи, има неколку начини. Некаде во 70-тите години, фала му на професорот академик Владимир Мошин,
кој што доживеа длабока старост и кој што беше во Белград, беше во Загреб и за среќа дојде овде во Скопје и тогаш всушност се започна интензивно со теренски истражувања по црквите и манастирите. Значи говорам за 70-те години околу 1970 година. И се направија многу теренски истражувања, посебно во старите цркви, оние кои што беа затворени, во полураспаѓање, во уништување. Монасите, па не само тогаш, туку многу порано, тоа е вистина, не е тоа, како да кажам, нешто измислено, дека навистина со пергаментните ракописи, со тие стари ракописи понекогаш скинале од тие листови, си палеле хартија за огновите, меѓутоа веројатно свеста веќе почнува да се зголемува и тоа понатаму престана како такво. И на тој начин се собрани голем дел од манастирите во Македонија, од црквите, нели најмногу, голем број на пергаментни ракописи. Тие во почетокот се однесени во архив на Македонија за да бидат групирани. Еден одреден дел е депониран потоа во Народна универзитетска библиотека Свети Климент Охридски, каде што веќе имаме развој на едно археографско ракописно оделение кој што има некаде во моментот околу 270 ракописи, каде што најстариот е од 13-тиот, па има до 19-тиот век и така почнува значаен процес на оформување на збирки, на раритетни збирки на ракописите. Во Македонија има и уште на неколку места, меѓутоа се клучните ракописи каде што се наоѓаат и според бројката. Втората работа е некогаш можело да се случи некој да подари некаков ракопис, што е многу ретко, меѓутоа ете има такви примери. Така што тоа се забележува нели во посебни книги со посебни благодарници и така натаму. Она што сакам да го кажам е како се да се вратам на четвор евангелијата. Значи бидејќи имаме голем број на четвор евангелија, висок процент на четвор евангелија, за да ги разликуваме и во науката и воопшто нели вака да биде тоа малку популарно, обично според се именуваат имињата на четвор евангелијата според местото на наоѓање. Значи ракописот може да нема никаква врска со да кажеме Вруток село. Ама таму е пронајден ракописот во моментот како ќе го именуваме, како ќе го крстиме вака да не кажам популарно, Вруточко четвор евангелие од 14 век. Во село Бенче како ќе се крсти Бенчевско четвор евангелие од 16 век. Струмичката библиотека исто така во Бан има Струмички октоих, има Струмички триот, тие се од постариот период. Има еден голем научник Гилфредин кој што оде доаѓа 1868 година и го пронаоѓа во некоја од црквите, најверојатно Кирил и Методи, во Струмица. И ти се наоѓаат, едниот е во Народната библиотека во Софија, а другиот е во Бан, во Бугарската академија на науките и уметностите. Така што нели горди сме на сите оние аспекти кои што се наоѓаат. Како се дешифрира? Значи сега знаете како, таму пола ред, еден ред, пола страница е голема богатство, голема скапоценост за тие ракописи. Значи рековме дека се анонимни, немате автор, немате потекло, како да ги дешифрирате, како да кажете она што најмногу ги интересира, од кој век потекнуваат ракописите, кој е авторот на ракописите, кој што најчесто и не се знае, кој е пишувачот што најчесто и не се знае, или генерално од која книжевна школа потекнуваат, значи генерално дали од Охридската, нели од почетниот период или подоцна некаде од 14-тиот век Кратовската книжевна школа или можеби некој од центрите или од скрипториумите кои што се наоѓале биле во развој на територијата овде во Македонија. Потоа се истражува, значи која е карактеристиката описот еден ракопис. Значи тоа е, мислам вака МВР Интерпол една работа. Ако најдете, ако имате среќа дел од ракописот да содржи така наречени водени знаци или филиграни, тие се втиснати како жигови, како денешните оние хартиени пари, нели со оној жиг за да видиме кој ќе оставиме вака на светлина дали е фалсификат или не е. Ги имаме тие филиграни водени знаци уште во тој период. Тие може да бидат во форма на разни кодови, разни знаци. Звезда, месечина, полумесечина, може да бидат иницијали на некој кој што ги нарачувал, можеби платил некакво свештено богато евангелие, па биле ставани така натаму. Водените знаци се, јас 2004 година ли го објавив една книга албум на водени знаци, сега малку да ве насмеам, изгледа сум премногу сериозна. Со темата, значи книгата е албум на водени знаци во издание на Феникс 2004 година. И ми се јавува една другарка пријателка, вика, еј, супер, Вики, така ме викаците на Галено, Вики, можете вие слободно, не е проблем. Ти честитам, нели, за книгата и албум за водени знаци, вика, мене тоа баш ме интересира, што од кај сега. Вели, што има таму за тие хороскопските водени знаци? Вели, јас сум риба, јас сум таму, не знам што. Да, интересно. Потоа, оно што мислам дека ќе ве интересира, сакам да кажам за
потеклото на мастилото кое што се употребува во самите ракописи. Јас не се согласувам, и тоа воопшто не се согласувам, и сум жесток противник на синтагмата мрачен и темен средновековен период. Тој си имал некакви своји недостатоци како и се во животот, нели никој не е совршен, ама тоа е дал една светлина, едно просветителство на кое што и денес ние сме горди, нели? Како такво. Како ги добивале, она што ме фасцинира, значи не можеме да кажеме дека биле ненапредни. Еве ќе поставам една теза, можеме вака заеднички да поразговараме. Значи, во лабораторијата во Универзитетска библиотека земавме примероци од едно четвор евангелие од 14 век и сега јас не сум хемичар, нели тоа препуштам на специјалноста на хемичарите, да се направи едно истражување, се направи тоа да видиме дали мастилата и бојата на мастилата кои што се употребени, значи во тој 14 век се растворливи. Дали можам јас да направам фалсификат? Да избришам таму некоја буква и да напишам Македонија. Пример. Анализата покажа дека бојата на мастилото е нерастворливо, може да замислите, 14 век. Имаме докази за тоа, имаме и знаеме како. Има еден, тоа се прирачници, така се нарекуваат, нели, лекарственици. Во склопот на лекарствениците најмногу се, нели тие, каде што се кажуваат разни формули како се добива одреден лек, како се добива, да кажеме, одредена боја, тие ги применуваат зографите, нели? Сликарите кои што ги сликаат црквите, иконите и така натаму, и се вели. И тоа е многу добро, само кој се разбира од оние билни тревки, затоа што таму се кажуваат термини кои што денеска, не знам, можеби со потешкотија се вели од растение, не знам да ви кажам кој, се извинувам заради тоа и тоа, од цвеќе тоа и тоа, во комбинација со тоа и тоа треба да стои толку време, се добива зелена боја, се добива црна боја, се добива црвена боја, значи тоа е исто така нерастворливо. Да. Во интерес на времето јас се извинувам ако малку го прекорачив. Сакав само да бидам вака малку попровокативна. Значи јас немам ништо со ова, меѓутоа ракописното наследство припаѓа на сите нас и срекна штом сме наследници на вакво едно, јас ќе го именувам како реликвиарно и прескапоцено ракописно наследство. И само уште една реченица во постскриптум. Често ме прашуваат која е вредноста во светски рамки на еден лист, на еден пергамент, на еден ракопис. Или изразена во големи цифри, во големи нули, да не сгрешам, да не кажам. Јас кажувам дека тоа безценето, затоа што во моментот кога ме прашувате, тоа има една безценета цена, значи после 2 секунди заради староста тоа станува уште по-скапоценно. Да сте здрави, живи, ви благодарам. Пред да продолжиме понатаму, имаме мал техничко проблем кој што ќе го следиме за 10 секунди. Јас ја менувам агендата на лице место затоа што од професор Виолета Мартиновска слушнавме историското значење и зошто ова советување го има името библиотеката темел на писменоста. Но ќе продолжиме со професор Варвареев да слушнеме зошто немаме иднина без библиотеките, за на крај да заокружиме со професор доктор Мито Спасевски зошто ни се потребни едуцирани библиотекари во библиотеките, затоа што тој е еден од основачите на катедрата за библиотекарство при Педагошкиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје. Добар ден на сите. Јас знам дека нема да ми биде лесно да го задржам вашето внимание, знам дека и жешко и топло и сега се вратив од едно патување на кое што беа презентирани некои истражувања дека возрастен човек до 25-30 минути може да одржи концентрација и внимание, средношколците 10 до 15, малите деца 5 до 6 минути, после нешто мора да се менува. Така да ќе се обидеме ние, јас и веројатно и професорот, на крај ќе му биде уште потешко, но јас ќе се обидам да ја скратам мојата презентација, нема да зборувам, бидејќи многу подобро од мене знаете и што се библиотеките и која е нивната функција, но ќе зборувам за мојата визија за образовниот систем, во кој што без библиотеките тој е всушност нефункционален и не може да продолжи понатаму доколку не се промени она што всушност представува клучна парадигма за трансформација на образовниот систем. Значи, добро, согласувам.
Благодарам што ме надополнихте. Земјите со силно конфуцијанско потекло. Умните земји, мудрите земји многу одамна сватиле дека преку воспитно-образовниот систем се градат култ кон три најважни нешта во животот. Прво е семејството, второ е образованието или книгата, знаењето, и трето е работното место, работата каде што ќе работи човек после завршување на своето образование. И јас, подготвувајќи се за денешниот ден и размислувајќи што е тоа што јас би сакал да го споделам денес со вас, само на почеток, кратко од историјата ќе потенцирам неколку силни поенти кои што не ме оставаат рамнодушен. Ако се навратите назад, што е она што е сочувано, многу подобро знаат од мене и професорката Викторија и професорот Спасовски, ќе се фрапирате од некои податоци што е тоа што, например, некој го нашол запишано во некој од библиотеките од 6 век пред нашата ера, од 6 век после нашата ера, од 3500 години на назад од денес. Замислете, некој запишал работилница за лекување на душата. Диодор од Сицилија пишува за библиотеката на фараонот Рамзис II 1279-1213 година пред нашата ера. Владетели, државници, војсководци, Стар Египет, Пизистрат во Хелада, Птоломеј во хеленистички Египет, Лукул во Рим, сите основале библиотеки и се грижеле за нив. И сега погледнете еден запис. Од првиот Адам кој ги видел денот и ноќта и обликот на своите раце, луѓето зборуваат и за обликот на каменот, за пергаментот, за се што содржи земјата или сонот што го донесува. Тука е нивниот труд, библиотека Борхес, Александрија, 641 година во новата ера. Значи, луѓето многу одамна сватиле што е смислата на животот, што бараме во овој свет. Бараме ли воопшто нешто? Дали е тоа само да помини векот, да се одработи аргатски, 30, 50, 80 години и да се замине, да се соберат пари, направат куќи и остават на некој друг, и таму горе никој ништо не однел. Многу рано сватиле луѓето дека не е тоа смислата, дека не е тоа целта, дека има некаква друга цел, која што едни на други треба да си ја кажеме, треба да си ја пренесеме. Клучната трансформација на зачувувањето и почетокот на библиотеката започнале тогаш, кога професорите имале клучната обврска своите предавања да ги дадат во библиотеката. Тогаш почнувал да се пренесува и да се формира тој фонд, тие бази на податоци и пренесување на знаењето, па што е она што до кое што ние всушност денес сме дојдени. И сега, во кој контекст се наоѓа библиотеката? Во кој контекст се наоѓа воспитно-образовниот систем? Ние денес сите седиме тука. Ние денес сите размислуваме за подобра библиотека, за подобар воспитно-образовен систем. А нема млади луѓе, нема студенти од педагошките факултети. Овие настани колку се поддржани онака како што треба да бидат поддржани. Колку денес децата читаат. Во едно истражување кое што го правивме во изминатите 5 години во нашата држава, во кој што беа истражени сите од второ и трето оделение за јазична и математичка писменост, резултатите се поразителни. Резултатите во моментот, и тоа го знаат во Министерството за образование и наука, и они од претходната власт и овие сега, дека резултатите се движат со децата во Африка. Дека ние веќе не сме споредливи со одредени системи и тенденции кои што ни се случуваат на нас. Одредени состојби заради јазичните компетенции во нашето општество стануваат поразителни за сите други ситуации кои што понатаму ние ќе се соочуваме, бидејќи тоа ќе биде енергијата на општеството и на државата после 20 години. Какви ни се децата денес? Тие се тие кои што ќе бидат утре носителите на дејноста во државата. Така да почнува да се менува светот. Светот многу одамна сватил дека мора нешто да се промени, дека треба да се фати некаков тек, некаква друга динамика за ова што се случува со младите. И еден професор, Лајтман, таа книга е преведена во Македонија, се вика интегрирано општество. Тоа е смислата на она кое што јас денес сакам да зборувам. Постои ли концепт во кој што иднината на нашите библиотеки ќе биде во една друга филозофија, не во оваа во која што е денес, бидејќи улогата на она што биле библиотеките до денес во светот е одамна завршена. Овој човек зборува дека треба да постои друг концепт на општество.
тој концепт на општество значи дали ние ќе создадеме мрежи на институции во кои што сите заедно ќе работиме и ќе го споделуваме нашето знаење, кое што всушност е од интерес на сите понатаму. Така да, ова е една презентација која што ја споделувам со студентите, колку јазичната писменост е важна и започнува више од предучилишното воспитание, со децата од втората, од третата година. Деца на 3 годишна возраст веќе учат да читаат и пишуваат во некои земји, скоро во сите земји на Европска унија. Јазикот почнува да станува клучниот предмет од третата годишна возраст во системот за предучилишно воспитание. Неа многу да ве заморувам за тоа, сега ќе се навратам на она кое што сакам да го погледнеме. Постојат неколку сценарија. Што ќе се случува со образованието? Кога зборувам за образованието, тоа е поврзано и со библиотеките. И има црно сценарио, и тие истражувања ги правеле Светска банка, ОЕЦД, врвни професори од Соединетите американски држави, од Европска унија, од Кина, од Јапонија, земји кои што поставуваат прашања што ќе биде во следните 50 и 100 години, не што ќе биде 2021. Во тие сценарија постои црно сценарио за образованието, дека нема да постојат вака како што се денес училиштата, дека нема да постојат библиотеките, дека нема да постојат музеите. Но покрај таквите црни сценарии има едно најпосакувано сценарио, дека тоа може да се спаси единствено ако се создаде друга парадигма, друга култура на соработка помеѓу сите воспитно-образовни институции во државата и општеството, а тоа значи како библиотеките да станат центарот на културата во средината. И ќе споделам со вас еден пример кога бев во Шведска. Во представништвото на Siemens бевме да го анализираме дуалното образование, како компанијата Siemens и Scania, кои што произведуваат камиони, трансформатори и сето она кое што е поврзано со научна технологија, кои што всушност таа компанија Siemens е во едно градче како Свети Николе, помало од Свети Николе. Но во тоа градче, компаниите, државата, универзитетот, средните училишта, библиотеката, сите се една зграда. И дека внатре, цел ден младите го поминуваат денот во таа средина, бидејќи велат, ако не се тука, ќе бидат во кладилници, ќе бидат во кафе-барови, ќе бидат на други места, бидејќи е невозможно во светот на материјалните вредности кои што доминираат со оваа либерална демократија или како се вика, не знам, неолиберализам, е невозможно вие денес да разговарате за духовни вредности, за култура, за цивилизација, за друго ниво, кога децата, младите, возрастните имаат многу други играчки пред себе. И сега, дефиницијата за библиотека се менува. Всушност еден брилјантен човек кој што се вика Песковиќ вели дека луѓето треба да разберат каква функција имаат библиотеките денес и какви тие треба да имаат во иднината. Тоа е она по што луѓето копнеа. Белегот на идните библиотеки ќе биде хиперповрзаност. Тие ќе одразуваат нашата зголемена зависност и од социјалните медиуми, и од стриминг содржините, и од податоците од отворен код, и она кое што го зборуваше професорката од целата традиција и историја која што ние треба да ја земеме, да ја обработиме и да ја пренесеме. Библиотеките на иднината се менуваат на неочекувани начини. Јас имам едно кратко видео од 3 минути и не е лошо да го погледнеме тоа видео. Тоа е новата парадигма на библиотека. Дали постои оваа библиотека? Постои. Дали државите кои што сериозно размислуваат за културата и образованието го прават ова? Да, го прават. И после ќе ви го покажам каде ќе можете да го видите тоа во некои градови. Погледнете го ова 3-4 минути.
Дали ова достижно? Достижно е, колеги. Ова не е скапа работа. Скапа е за тие што мислат дека културата, спортот и вредностите во тие инвестиции се потрошувачка дејност, а не инвестиција во еднината. И сега ќе ви покажам неколку примери кои што лично сум ги видел. Во некои библиотеки, например во Израел, во еден 30-дневен студиски престој, разликата од библиотекарите во библиотеката кои што работеа со децата, по ништо не се разликуваше од универзитетските професори, кустосите во музеите, наставниците во основно и средно образование, на кој начин го пренесуваат знаењето. Училиштето во Израел нема еднаш во годината соработка со библиотеката, да ја посетат библиотеката. Имат 30 активности, задолжителни. Наставниот план и програма е истиот, поврзан со библиотеката и училиштето. Тоа е мрежата на соработка. Дури, тоа е всушност како неформалното образование влегува во формалното образование. Еве вие градинката на Сименс, во тоа градче што ви го спомнав, се вика Финспак, таму работи еден македонец од Кавадарци кој што е наставник во средно училиште, па со него разработуваме за размена на дуалното образование. Децата се во библиотеката цел ден, градинката е во библиотеката. Кога родителите одат на работа, ги оставаат децата во библиотеката. Ова се некои идејни решенија кои што веќе се создаваат низ светот. Ова е универзитетска библиотека во Ерусалим, кој што работи 24 часа, кој што има неверојатен извор на податоци и поврзано со скоро сите библиотеки во светот. Ова е исто библиотека кој што е центарот на едно место и средното образование, и универзитетот, и основното образование, огромни инфраструктурни решенија. Ова е библиотеката во која што е пронеден најстариот брод или првиот брод кој што бил пронеден во Ерусалим. И тој се наоѓа во библиотеката. Библиотеката е и музеј на предмети. Библиотеката е и супермаркет, најголемата продавница за книги, за списанија, книжарници, се тоа на кое што всушност го представува духот на литературата, културата. Еве го тоа каде во библиотеката ќе го видите каде е пронеден бродот во тој триаголник. Ова е всушност Ерусалим, градот каде што ова е библиотеката, овие прозорите на таа страна се библиотеката, ова е големи сликовници кои што постојат по библиотеката. Оваа слика ја ставив и често ја споделувам. Кога имам некои вакви презентации, гледате студент со пушка на универзитетот, тоа не е чуварот на универзитетот. Тоа е студент кој што жените една година одат војска во Израел, мажите 3 години, но тие не се во војска како кај нас додиш на војска и да седиш само нешто или да копаш ровови или да те учат да стрелат, туку те прашуваат што ти во таа година со твоето знаење сакаш да пренесеш на другите во армијата. Значи, ако си професор, учи ги нешто и пренесувај го твоето знаење како професор. Не ни е важно да ги миеш чиниите, да лупиш компири, да правиш нешто друго, да копаш ровови. Најди ја твојата мотивација за да го пренесеш и споделиш своето знаење. Имам уште многу. Ова е библиотеката во Саламанка, каде што Кристофор Колумбо, тука бевме ја подпишувавме Магна Карта Универзитатум на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, кога стана членка на Светската асоциација на универзитети. Ова е библиотеката каде што Колумбо, кога се вратил од своите патувања, го пренел своето знаење на студентите и библиотекарите тогаш го запишале и тоа останало во архивата. Така да имам уште многу што е тоа што сакам да ви го кажам. Нема да го задржам вашето внимание, знам дека е многу топло. Ви благодарам многу. Еве, што дочекуваме од новото време, а за да имаме такви библиотеки како што дел од ова беше презентирано, секако ни се потребни едуцирани и подготвени библиотекари кои тоа ќе го направат, затоа и постојат студии по библиотекарство. Го молам професор доктор Мито Спасовски да ни каже нешто и на таа тема. Велите, професор. Ми причинува особено задоволство што ја имам можност во рамките на еден ваков амбиент да го раскрилиме зборот и да ги оддиплиме одделни аспекти на библиотеката како тема на писменоста, особено во една ваква пригода во која што
во нашите припомнувања се воздигнува помислата и присетот и усетот за еден од големите македонски великани на современата македонска литература за деца воопшто, Видое Подгорец. Морам да искажам задоволство и да упатам искрени пофалби кон просветно дело кое во последно време, иако тоа одамнина му стои како составен дел на неговата професионална, да речам, формулираност или формат, што станува моторна енергија и една влечна сила, мотивирачка енергија во поттикнување на спознанијата и на возобнова и проширување на нашите сознани хоризонти во делот на повеќе културолошки аспекти. Овој пат имавме можности на сајмот за книга да го проследиме тоа, но овој пат еве навистина можности нешто повеќе околу библиотеките преку ова советување и она што следствено утре и задутре ќе се збиднува во Струмица, деновите под јаворите во огништето на творичкото огниште на Видое Подгорец. Да искажам уште збор два почитание кон великанот Подгорец, со кога имав можности да соработувам, кој ми беше некаде 90-тите години промотор на мојата втора книга Чемерни синори, едновремено и рецензент, и што имав можноста да бидам во оснивањето на оваа манифестација, значи назад 17 на години, заедно со мноштво негови почитувачи, вклучително доаенот на современата македонска литература за деца Киро Донев, тука го заблежувам колегата Котев и мноштво бројни други кои што навистина дадоа значаен придонес за втемелување на манифестацијата. Сосема друга работа, не небитна, премногу битна е сензибилитетот и сенсот на нашата општествена заедница дали имаше усет да го поддржи востановувањето, втемелувањето и живењето на оваа манифестација. И мислам дека навистина конечно еве во Колешино, во Струмичко и во рамките на македонската книжевна мапа се возобновува големото дело и виделината и творечката светлина на Видое Подгорец. Прашањето околу библиотеките, нели како што е насловена оваа денешна наша средба, библиотеката темел на писменоста, може да се наблюдува од различни аспекти. Она за кое што говореше професор доктор Виолета Мартиновска и почитуваниот колега професор доктор Кирил Барбареев се значајни аспекти и кои дадоа само одделни координати на нашата промисла и размисла не само за суштественоста на библиотеките во општествените текови, туку воопшто за нивното ново ремоделирање и вклучување во современите текови. Нема да видам ни прв ни последен, кој кај себе има одделни исклучително значајни податоци за кои што еве слушнавме пред малку, нели, и од професорката Мартиновска за едно дамно времено и овие нови текови што ни ги приложи колегата Барбареев. Знаете, ние сме вредностни посветеници, подареници на библиотеката. Јас имав можноста по моето дипломирање да бидам 4 години директор на една библиотека во натрешност, така што и во мојот крвоток струи флуидот на библиотекарството. Си приспомнувам како студент кога ги проучувавме големите великани од светската литература, но вклучително и големите дејци и филозофи, како најзначаен атрибут во нивната биографија беше назнаката дека тој и тој работел или бил библиотекар во таа и таа институција, оддел. Тоа ни причинуваше помисла, воскреваше во нас чувство, ќе се бидели, ќе довтасаме ли ние таа блажена мисионерска професија. И еве, она што беше посочувано сега за библиотекарот и неговата позиција. Колегата Барбареев говореше за некои аспекти кои што се, да речем, во овој дел значајни во овој дел. Јас имав можности да заправо моите патувања по некои од библиотеките, вклучително доминантно еве во московските библиотеки, престојувајќи во повеќе наврати на Ломоносов, да ја видам и централната, но и придружните библиотеки, светилишта, прави светилишта, кои што не само тие и оние за кои што говореше колегата Барбареев. Во зачекор на новите предизвици на современото библиотекарство, јас изложив заедно со Ксенија, се разбира, само неколку назнаки за новите футуристички библиотеки. Тоа се прикази
се разбира извлечени од електронските медиуми за Кина, каде што во опции се новите модалитети кои што го надминуваат времето, бидејќи библиотеката треба да живее пред времето и во тој дух треба да функционира. Уште еден раритетен податок за тоа што, иако нам не е сосема познато, што значи библиотеката, јас во мојот пообсежен материјал кој на почетокот го имав скицирано за денес, но еве сосема упатно Ксенија даде една нова реформулација на денешната средба, наместо воведено да биде извесен рекапитулар на некои нешта, да назначам дека библиотеката е духовно творечко светилиште. Еден запис укажува: библиотеките покрај нивната мирно времена важност представуваат и клучна цел на големите светски походи. Неретко библиотеките уште од времето на Стар Рим биле дури и воен плен. Така, една од првите библиотеки која како воен плен била донесена во Рим била и библиотеката која војсководачот Емилио Пауло по победата во една битка во 168 година пред нашата ера ја зема како воен плен. Погледајте, значи, тој ја смета за клучна света работа и дека таа треба да биде најголемиот воен плен. Денес сме на бројни крстопати. Ние сите знаеме, јас правам една временска паралела кога бев директор, кога беа библиотеките класични 80-тите години, иако некои од овие назнаки се обидувавме и ние да анимираме, да ги направиме со некоја мултимедијална програма. Но денес, во пресред на библиотеките на нивното ново редизајнирање или реформулирање, се големи предизвици. Надофатни се потребите да се чекори со времето, а времето чекори со исклучително брзо зачекорување и дури на моменти си поставуваме прашање во кој контекст ќе се издвижиме понатаму. Од тука на современото библиотекарство му се потребни образовани кадри кои што ќе се носат со предизвиците кои што ги налага и времето, но се надевам и светските процеси во кои што библиотеките и библиотекарството се неразделен дел. Во таа смисла сакам само да ве поздравам и во оваа пригода како соорганизатори заедно со уважената издавачка и просветителска куќа Просветно дело од име на Педагошкиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје, од име на Институтот за библиотекарство чиј раководител сум и од име на оние мноштво други плејада други почитувачи кои што денешната средба ја имаат веќе вмрежено во својата меморија дека во Струмица се организира една ваква средба. Верувам дека вие сте во дослух со промените и потребите на постојано иновирање на вашите сознанија од библиотекарството. Во овој современ поход кој ние сами со задоволство го преобразуваме од онаа класична матрица на библиотеки, давајќи сега еден нов, свеж, виорен поход и потфат кон новите трендови, современиот кадар, современо образованиот кадар е исклучително значаен. На Педагошкиот факултет Институтот ваков кадар веќе произведува или анимира шеста, веќе надопате седмата генерација. До сега имаме дипломирано околу 60 на библиотекари. Имаме информации дека еден наш библиотекар работи во една од лондонските библиотеки, респектно уважен. Ние сме свесни дека и нам, како и на библиотеките, ни се потребни нови, иновирани студиски планови и програми. Иако тие што ги имаме се во рамниште и во паралела, во една синхронизација со поголемите центри во Европа и институтите за библиотекарство. Но катадневни се промените и новите зрења и врвежи во нагорна линија. Во таа смисла се и интенциите на Педагошкиот факултет, заправо на Институтот за библиотекарство. Зготмени сме да уважиме одделни забелешки кои што се продуктивни, што ќе ни ги упатите и денес и во било која друга пригода, бидејќи институтот постои за библиотеките, а библиотеките се огништето во кое што плодиштето на професијата на едните библиотекари ќе се анимира во една ефективна функција. Од тука ние сме зготвени за една кооперативност, иако знаеме дека вам надофатви се и други отворени можности за едукација, да ве поканам за непосредно вклучување во формите
на едукација што ги организира Педагошкиот факултет во Скопје во рамките на студиите за библиотекарство, директно нели од прв циклус, но имаме еден нов модел сега на дооформување на образованието на профили кои што имаат претходно завршено одделни други аспекти студии со докомплетирање на еден избор на диференцијални предмети да се заокружи статусот и студиумот по библиотекарство. Нашите зготвености ви ги депонираме и денес, како и во бројни други пригоди. Во една заедничка спрега ќе функционираме и понатаму во вакви обстојувања и само така ќе можеме заеднички да му возвратиме на повикот како наш творечки усет, мисионерски возглас на предизвиците на современото време. Ви благодарам.